Почитуван министер, вие знаете дека доколку има сенс и доколку има разбирање, меѓутоа и доколку ја разберете целокупната проблематика околу овој амандман и околу овие средства, ќе најдеме и друг извор, така да секогаш има резерви од позициите каде што може да се исцрпи. Мислам дека не се има волја да се исполни ова барање, иначе не знам колку сте запознаени, меѓутоа за овој вид на проекти и за ревитализација, особено на езерото Матка и околниот дел, кој што треба да се ревитализира, не се потребни 1 милион евра, не се потребни 6 милиона денари, туку се потребни повеќе од 5 милиона евра, и тие треба да се со тек на време да се извојат од буџетот. Пред се морам да ви кажам дека проектите се веќе направени повеќе од неколку години. Се настојуваше да се помогне во определени делови и она што е значајно е да ви кажам дека барем за делот каде што се влева водата од реката Треска во езерото, е многу важно да се направи таа стратегија, заради тоа што езерото е направено 76-та година. Овие цевки тогаш во тоа време биле направени од бетон со огромен пречник, меѓутоа со тек на времето тие попуштат и не може да се внесе таа количина на вода која што пред тоа била потребна, па се направи еден нов план, интервенираше државата, се ставија пластични цевки, се со цел да не се губи водата. Меѓутоа и оваа вода е од втора категорија и луѓето кои што одат таму на капење, тие се изложени на стравични опасности. Не сакам да ги кажувам за да не ги плашам луѓето. Вие знаете дека тој центар порано беше со стотици туристи кои што имаа своји куќички таму и скоро цел летен период беше толку живо тоа езеро, меѓутоа не само езерото како еден од привлечните делови, туку имаше направено инфраструктура која сега е во многу лоша состојба, таа треба да се поправи, тие патеки кои што се мора да се поправат. Понатаму, езерото тоа изискува само по себе, значи 1 милион, меѓутоа она што е поважно е дека езерото 2/3 е во мулј, не е направено бетон. Значи само 1/3 од него е бетон, останатиот дел е во мулј. Секоја година има и капачи кои што се дават, бидејќи е неприкладно кога влегуваат во вода. И тие се практично потонуваат во таа мулј која што е многу слојна. Особено е загрижувачко што е се позагадено и позагадено. И тој дел никако да најдеме начин како да помогнеме на тие луѓе, иначе самото езеро и пристапните делови, тие се многу слојни, патеки има, канализациони мрежи, одводи и така натаму. Неќу да навлегувам се подетално во тие делови. Е предадено со одлука во 2013 година на општината Сарај и тие немаат доволно средства и не се навистина во можност самите да го направат тоа. Тоа се големи средства и ако се најде сенс, навистина треба да одлучиме дали ни е важно тоа да го направиме, дали може да понатаму, доколку сето тоа се одважиме да го направиме како заштита на животната средина околу езерото, меѓутоа и патеките кои што се придружни и одат кон Матка, секако дека ќе допринесеме и за странските туристи кои што се помасовни, заради тоа па што езерото Матка па има своји специфики кои што се скоро единствени во Европа. И треба да се одлучи езерото, или тоа е едниот принцип по кој што ни се потребни овие средства со изработени проекти. Значи ние само треба да ги издвоиме средствата и полека дел од дел има неколку проекти да се реализираат. Таму може да се воспостават и туристички и хотелски објекти кои што ќе привлекуваат се повеќе туристи по принципи на јавно-приватно партнерство и така натака, и тоа да не навлегува, меѓутоа знаете дека туризмот е одлична гранка каде што можеме да профитираме и да ги развиваме општините.
дури ако не сакаме, овие средства кои што ги барам, се неопходно потребни само да се и чисти езерото, да се и оттргне тој мулј, станува збор за огромна депонија на таков вид на ѓубре, таа треба и да се чисти, бидејќи е извори на загадување, па е потребен и потребна е апаратура, машина која што би работела секој ден да го чисти езерото. Доколку ова не сакаме да го спроведеме, бидејќи изискуваат навистина многу средства, 5 милиона консекутивно да се издвојуваат од буџетите, можеме алтернативно да го направиме ова езеро за риболовците, да се чисти езерото, да се спреми, да се пориби со крап или со некои други риби и да стане моќен центар за риболов, каде што риболовците може со дневна дозвола да одат да фаќаат риба и сигурна сум дека веќе размислувате дека може со придружни објекти да се направи многу повеќе за ова, а овие средства би се намениле тогаш само за тој дел кој што пак има проект. Значи, зборуваме за неколку алтернативни решенија, иначе доколку сето ова го зборуваме, мислам дека во буџетот за Министерството за животна средина веќе се надзира дека многу се средства зафатени, повеќе од 25% од буџетот на животна средина, кој онака е мал, е зафатен, многу проекти отпаѓаат и на мене навистина ми е жал, можеби колегите и не го знаат тоа, меѓутоа намалувањето на средства во животната средина е навистина девастантно во однос на тоа колку се потребите и оние зацртани проекти што ги имаше од важност. Само ќе ви кажам дека можеби не знаат колегите, меѓутоа за заштита на животната средина се скратени средствата од 2,5 милиона евра. Така, министер? 600.000 помалку се за инвестиции за зафати од животната средина, 800.000 се за канализационите мрежи и одводните канали, скратени, ги нема. Тоа е 55% за фаќање на оваа позиција, што не знам како ќе се како понатаму ќе ги реализираме тие проекти, бидејќи каскадите на Вардар веќе не може да се чистат, не може за Велешта за канализационата мрежа, не може за Отлја, буџетот за нив е намален дури 50%. Имаме намалување за загадувањето, пазите, од 1 милион евра. Значи, толку многу ние се залагавме за да се загадувањето намали, па се обезбедија средства, меѓутоа сега се намали 36% зафат за оваа позиција. Па се намалени средствата за прочистување, кои што се и така мали. И ја не знам како министерот во наредниот период до наредниот буџет ќе се справи со оние работи кои што требаше да ги изврши. Не се работи сега, ни дека се нема време, ни дека се нема проекти, не се работи за ништо. Тие средства однапред предвидени, кои што се неопходни за спас на животната средина. И јас од таа гледна точка и од таа позиција сметам дека единствена светла точка што може да се каже дека зафатите од животната средина се околу 200.000 евра се за депонијата во Тетово и уште за 147.000 евра за Дојранското езеро. Тие се само единствени две позиции каде што е светол пример во Министерството за животна средина дека се издвоени. Иначе 25% од вкупните средства на ова министерство се намалени, така да мислам дека ние треба како колеги да се размислиме во кои делови е ова скратување, на вистина стравично скратување. Животната средина, сите со еден глас, и опозиција и позиција зборуваме дека треба да ја одржуваме и нови средства да внесуваме за да ја заштитиме, меѓутоа овдека ние наидуваме на такво кратење кое што како во иднина тоа ќе биде, не знам, меѓутоа и како министерот ќе се справи со овие и така мали средства постојано што ги, еве, и ние како претходна власт ги издвојувавме, а беа потребни енормни средства, како за филтри, така за станици за прочистување на водите и слично. Не знам како ќе успее да го скрпи ова што е дадено како задача, а веќе наредните задачи не чекаат и прашање само на ден кога сите ќе се дигнат за ваквиот вид на кратење во Министерството за животна средина. Јас
барем од она што го гледав, можев тоа да го видам. Дали ќе успееме некако да издвоиме повеќе средства, е мојот апел, и стварно и за жителите на општина Саре, меѓутоа и за сите туристи кои што таму одат секое лето со години, почнувајќи од кога е изградено 76 година па наваму, само се намалуваат и само се трпат штети. Сега има една чуварска служба која што го обслужува, меѓутоа во останатиот дел навистина нема средства за да може да функционира тоа како што треба. Благодарам.